Ова се остатоците од занималната во детската градинка Мајски цвет во Тафталиџе по уривањето на кровот. За среќа, масичките и столчињата биле празни затоа што кровот попуштил за време на викендот кога немало никој во градинката, па затоа и нема повредени деца или негувателки. Станува збор за објектот Јасмин, кој е всушност нов дел од градинката, што власта на СДСМ неколку пати го отвораше, па дури во присуство на екс-премиерот Зоран Заев. Овој дел од градинката денеска не се користи за згрижување на деца. Среќа што немало деца затоа што изгледа како да удрил ураган. Зад камерата на Алфа ова беше објаснувањето на вработените во градинката Мајски цвет во Тафталиџе, откако викендов се отвори дупка во кровот во една од детските занимални. Градинката ја затекнавме и без вода. Ниту чешмите, ниту тоалетите не беа во функција. Зад нашата камера, вработените велат дека тоа е честа појава и се случува без најава. Предпоставуваат дека причина се градежните активности околу градинката. Директорката на градинката не беше присутна за да даде објаснување, но затоа градинката ја посети актуелниот градоначалник на Карпош, Стефчо Јакимовски, кој се сомнева дека причината за уривањето на кровот била комбинација на повеќе фактори. За жал има паднато плафон кој е од гипс картон. Утврдуваме дали е проблемот е технички или е како резултат на лошо одржување. Според мое лаичко мислење комбиниран е проблемот, затоа што олуците немале добар пат и затоа што не се одливало се она што се собирало во олукот и се собирал смет и други лисија и друг дрвца и така натаму и сето тоа попречувало одлив во сливникот. Инаку, за овој дел од градинката, власта на СДСМ дури во 5 наврати организираше настани за да се пофали со објектот. Почна од темели, па правеа увид, ја следеа изградбата, па на крај организираат свечено отворање. Новие настани се сликани поранешниот премиер Заев, екс-министерката Шахпаска и Царовска и тогашниот градоначалник на Карпош Стефан Богоев.